До сега, со сите направени видеа, со ниту едно не сум имала волку искушение како со ова видео. Затоа што најверојатно ќе биде во служба на многу луѓе, а на сатаната тоа и смета. Добар ден и добро дојдовте на мојот YouTube канал во едно многу поинакво видео од досегашните. За мене многу специјално видео, затоа што денеска ќе објаснам на кој начин јас ја применувам, ја читам и ја на некој начин истражувам Библијата и сметам дека е многу важно за сите оние кои што сакаат да почнат на овој пат. Не мора да бидат христијани, не мора да бидат долги години во верата, може буквално од денеска да одлучат и да речат од денеска јас ќе ја проучувам Библијата за да се доближам поблиску до Бога. И тоа е доволно, сосема доволно за еден човек да го фати вистинскиот пат уште денеска. Бидејќи во оваа книга јас можам да кажам и стојам за тоа и тврдам дека стојат најголемите мудрости, најголемото знаење и патокази кои што ќе ја подигнат нашата свесност, вистина, за сите оние нешта кои што треба да ги знаеме во општеството, луѓето, духовниот свет, како да се поставиме пред светот, како да се спасиме, како да го подобриме животот и да се направиме среќни, исполнети луѓе, бидејќи тоа е, сметам дека тоа е една од најголемите желби и внатрешни потреби на секој човек. Така што, доколку имате Библија, земете ја и земете една тетрадка до себе да си ги запишете сите оние нешта кои што се важни, кои што ќе ги посочам. Ако немате Библија, можете да најдете групи кои што ја даваат бесплатно или да си набавите некоја со нормална цена, бидејќи сметам дека ова е една инвестиција која што вреди да се има до себе. Јас за среќа ја добив од едни прекрасни индивидуи кои што ете не случајно дојдоа во право време во еден многу тежок момент од мојот живот, што едноставно знам дека Бог функционира на тој начин и така дојде оваа прекрасна Библија до мене. Но исто така сметам дека се она што го даваме со чисто срце и љубов на некој начин ни се враќа, така што можеби сум ја заслужила. Но ајде да почнеме, можеме да почнеме. Пред да го почнам ова видео, имам тука до мене лепенка зграда која што од сабајле бучи, брчи и не може да се сними видео. И едноставно темнината, односно злото, едноставно сака да ме спречи во оваа мисија да го направам ова видео, бидејќи знам дека многу луѓе знае дека многу луѓе може да се спасат и затоа ги направи сите можни чекори да проба да го спречи ова, меѓутоа еве конечно има мир и нека биде еден знак почеток дека без разлика колку и да живееме во темно време, секогаш може да се фатиме за светлината и таа на крај секогаш победува. И навистина е тоа така. Во ова видео ќе се задржам на неколку точки кои што сметам дека се важни. Од каде да се почне, како да се чита, како да се применува, како да се подвлекува, како да се проучува и како да ја примениме ние во нашиот живот. Ќе се задржам на Исус исто така како еден духовен водач кој што пренел знаење и ќе направам паралела од тоа што не учи црквата и колку е тоа погрешно со она што јас лично на своја кожа го имам истражано и тоа долго време го истражував и го проучував и дојдов до некои мои заклучоци кои што ќе ги споделам, чисто за да имате права представа за тоа кој е Исус, што донел, која била неговата мисија и цел и како луѓето после Исус направиле една голема грешка. Што таа грешка живее ден денеска, дури и преку, да речеме, црковните храмови, преку кои што се проповеда Библијата. Постојат многу видови на Библии, некој се стар, некој нов завет, некои имаат повеќе книги, некои помалку. И генерално овие дебели Библии кои што се продаваат се многу слични. Ми се чини дека една е со некои
неколку повеќе книги. Например, во ова конкретно книга јас ја немам Мудрост Сирахова, што сметам дека е една многу интересен дел од Стариот Завет, доколку некој нема, нека ја бара со Мудрост Сирахова, бидејќи таму има многу големи мудрости, но и да ја има оваа не е важно. Мудрост Сирахова можете да си ја прочитате онлайн. Генерално, оваа книга се состои од Стари Нов Завет. Стариот Завет се оние луѓе кои што го почнале овој пат со Бога и биле пред Исус, а Новиот Завет е оној момент кога Исус се родил и кога ја почнал мисијата на земјата и со Евангелијата, со сведоштвото од неговите апостоли за неговиот живот, така се создавало Новиот Завет и потоа посланијата, бидејќи најголемиот дел од Новиот Завет се книги посланија на апостол Павле, кои што се многу важни. Сметам дека многу големи мудрости се ставени таму, но има и одредени грешки кои што ќе ги напоменам за кратко. Посланијата се посланија од апостол Павле додека бил прогонуван заради во името на Исус, бидејќи го ширил знаењето и бил на некој начин еден од основачите на првите цркви. И на тој начин е еден многу важен лик, а пред да стане овој важен лик, тој бил прочен прогонувач на луѓето кои што биле го проповеделе знаењето на Исус и потоа се преобразил. И тоа ни кажува дека без разлика какво и да е нашето минато, секогаш можеме да се вратиме на вистинскиот пат и Бог да ни ги прости гревовите и не знаеме каде може да завршиме понатаму во животот, бидејќи гледате апостол Павле убивал луѓе кои што ја ширеле вистината и биле со Исус, а тој ги убивал за на крај самиот да се преобрази и да се врати кон Исус. И тој самиот ќе прочитате во самата Библија дека бил прогонуван и завршил во затвор, каде што бил долги години и на крај обезглавен. Што ни кажува дека сепак за сите наши дела секогаш има одредена казна. Но во целата таа негативна приказна секогаш има светлина на крај, бидејќи апостол Павле сепак врз основа на целата таа приказна оставил нешто длабоко светло, без разлика што ги поминал сите тие искуства и позитивни и негативни. Пред да почнам со Стариот Завет, би сакала да се задржам на некои главни нешта поврзани со Исус, бидејќи сметам дека се едни од најважните информации. Генерално, црквата денеска научи на едно многу погрешно знаење и цврсто, одговорно, строго стојам за тоа, бидејќи самата сум ги истражила нештата со своја глава и со својата свесност, да проникнам, да видам што стои позади сите овие информации, живот на Исус, мисија и така натаму. Црквата научи дека Исус е наш Бог. Може би тоа е разбрано затоа што често Исус во некој наврат има зборувано во име на тоа дека луѓето ќе пијат од мојата чаша као јас сум Бог. И Исус дава некои такви реченици во некои наврати на Евангелијата, но ќе ги објасниме за кратко зашто. Исус во многу стихови самиот се представува како Бог. Например, во Лука глава 6, стих 5 вели: Синот човечки е господар и на саботата, кога исцелувал во сабота и кога фарисеите му велеле зашто исцелуваш во сабота, вели тој е господар и на саботата. Но она што е интересно е што синот човечки е метафора за небесното царство, односно син на Бога. Ако си син на Бога, ти си син на духовноста. Значи, човекот кога е духовно чист и кога живее пожртвувано, бидејќи тој дал крвна жртва, навистина дал, целосно бил непорочен и ги имал најголемите квалитети кои што еден човек може да ги има, меѓутоа не може да се стави во рангот на човек затоа што бил повеќе Божи на некој начин, бидејќи тоа не се врзуваш за ништо што е материјално. И затоа вели синот човечки е господар и на саботата, затоа што во духовната сфера, кога ти
си одврзан од сите материјални нешта. Нема правила за тебе. Во материјалниот свет ние имаме правила, закони и процедури кои што материјалниот свет ни ги налага, без разлика дали е тоа институција, верска заедница, црква и така натаму. Значи имаме некои правила по кои што се водиме, како што се воделе фарисеите, книжниците, свештениците. Значи саботата била за пост, била за повлекување и не смело ништо да се прави. Ама сега, ако ти доаѓаш во име на љубовта, во името на тоа да спасиш некој, во името на тоа да покажеш светлина, тогаш зашто да се водиш според нечии правила кои што те ограничуваат во светлата мисија. И затоа вели Синот човечки е господар и на саботата, затоа што се што е Божјо царство, ќе се бориме со комшиеве, со темнината, значи се што е Божјо царство е над правилата на земјата. И од друга страна мораме да разбереме дека во тоа време луѓето кои што живееле тогаш, значи биле многу нискосвесни. Замислете ние ако живееме во одредено, да речеме, колку толку сме напреднале во свеста во некои нешта, тогаш биле примитивни, се уште примитивни луѓето и тој морал да се представи како еден авторитет за луѓето навистина да може да поверуваат. Затоа и имал толкава моќ да прави промени, да исцелува, да спасува луѓе, да изгонува значи демони од луѓето и така натаму. И затоа од доверба имал толку луѓе кои што му биле и апостоли, кои што му биле следбеници на неговата мисија која што ја направил да биде нешто огромно. Замислете сега да дојде колку би било тоа за нас едноставно необично и не секојдневно, а не па во едно такво време, но не случајно е дојден тогаш, затоа што Бог знаел дека ќе остане како да кажеме безвременски во мисијата негова и целото тоа фактички целиот тој живот, проповедање, оставање трак и формирање на сите тие нешта после него, односно црквите, знаеле дека ќе бидат столб на сите времиња. Од друга страна, треба да се има на ум во Евангелијата кога читаме, Исус дава реченици кои што се многу метафорични. Во Јован глава 3 стих 31 вели кој доаѓа од озгора, тој е над сите, а кој е од земјата, земен е. И како земен зборува, кој доаѓа од небото, тој е над сите. Она што го кажав пред малку. Значи, духовното живење те прави да бидеш над земните правила. Значи, над се она што е создадено. Зашто е вовака? Затоа што со тоа што ти си чист, пожртвувано духовен во името на вистинските вредности, ти имаш на некој начин авторитет над земното, над се оно што е материјално. И тоа му давало одредена моќ и статус на Исус да биде како Бог, затоа што Бог е нематеријален, Бог е духовен. Меѓутоа, она што се разликува помеѓу Исус и Бог е што ние, сите ние, и самиот Исус, можеби Исус уствари го знаел, меѓутоа не можеме, Бог е Бог. И самиот Исус вели нашиот Отец. Значи, немаме ние познавање, знаеме дека постои, но не можеме да го опипаме како човечки лик Бог, бидејќи не постои во материјална смисла, само во духовно. Вели, учењето мое не е мое, туку на оној што ме пратил. Во Јован глава 7 стих 16. Затоа Исус бил толку прогонуван, затоа што бил погрешно сватен како да не е од Бог, туку како да дошол и се донесува некои нови правила. Ти да не си поголем од нашиот татко Авраам, велеле јудејците. Велат, за кого се сметаш себе си? Тие не можат да разберат и да прифатат дека тој е од Бога. Исто како што бил и Авраам и сите луѓе пред него. Значи, тие толку се задржале на тие луѓе кои што биле во минатото и сега одат според тие некои правила, а не ја гледаат суштината дека носи љубов, чистота, вистина, праведност, помага, се занемаруваат сите тие нешта на сметка на тоа да мораш ти по правилата да одиш, инаку не си од Бога, си од демоните. А впрочем го искушувале затоа што самите тие, иако биле верници, биле
како кажав и во претходното видео, биле дел од таа темна сила. Но Исус доаѓа со една своја автентична мисија, која што и затоа Новиот завет почнува од него, бидејќи тој доаѓа да го надополни она што било претходно во Стариот завет. Затоа и самиот вели, не доаѓам јас да го прекинам она што е кажано, туку да го надополнам. Но и покрај тоа, тој повторно е гонет, повторно е омаловажуван и на крај распнат. Во Матеј 24 стих 28 вели, каде што е мршата, таму се собираат и орлите, затоа што таму каде што има светлина, добрина, љубов, чистота, праведност, каде што се носи вистината, таму доаѓаат оние темните и сакаат да го изедат, да го распнат тоа добро. Од секогаш било, верувајте ми, од секогаш и од секогаш ќе биде. Ви кажувам сите овие нешта затоа што во црквата денеска се проповедаат многу нешто од Новиот Завет, поготово од посланијата, можеби и од самиот дел на Евангелијата, меѓутоа некако се многу малку има исклучоци, но многу малку се зборува за мудроста и духовната вистина и психологија позади сите овие нешта, затоа што Исус не бил Бог кој што дошол. Значи, сите овие нешта кажуваат дека не бил Бог кој што дошол да не нас искупи од гревовите, туку ние преку неговото правилно живење да видиме каде се нашите грешки во нашиот карактер и преку неговата чистота да се прочистиме. Не може, еве, јас вчера размислувам, си велам како да им го допарам сето ова на луѓето да го разберат. И си велам, еве, да кажем, имаме сега две громорозни настани. Жената што се самоуби со девојчето, што им била жртва на семејно насилство, на постојан притисок, агресија, тепање, што едноставно ги изгубила сите духовни можности да издржи во сето тоа да се избори. И од друга страна го имаме примерот со дечкото кој што со нож ја убил својата мајка. И сега, а и ред други примери кои што ги имаме, кои што луѓе завршиле во затвор заради одредени убиства. И сега, да речеме, ете, тој човек ја земе Библијата во раце, така? И рече, па од сега, ајде, јас што ме такви се правилата, од денеска ќе се дадам јас со мојот дух на Исус, ќе се вратам на вистинските вредности, да речеме, еве, хипотетички да зборуваме или метафорично, и сега, наводно, Исус мене ќе ме искупи од овие гревови кои што ги направив јас пред месец дена, пример. И преку него јас ќе се прочистам и можам да живеам нов живот. Дали тој ќе излезе од затвор после 1 месец заради оваа одлука? Без разлика кој да е. Не. Затоа што делата, како што кажав и за апостол Павле пред малку, делата имаат последици. Значи, делата имаат последици кои што се отплаќаат. Значи, казната која што ја гревот кој што го правиме има казна, и таа казна доаѓа преку темнина, преку страдање, преку одредено, да речеме, долгогодишно, месечно страдание, кое што ја прочистува нашата душа од делата, и при тоа во некој од претходните видеа зборував како на прочистителен оган сме ставени за да се прочисти нашата душа, во исто време да не испита Бог дали врз основа на сите тие искушенија и пребрежја ќе постапиме слично или исто како минатиот пат. Значи, тоа е целата суштина. Во многу делови од Стариот завет и од Новиот завет на Библијата се спомнува казната. Има еден дел, многу ми се допаѓа. Веле, тешко вам, вие кои го барате денот Господов, затоа што тој ден е темнина, а не светлина. Тоа е како некој да бега од лав, па да го сретне мечка, или да дојде дома и да се потпре со раката на зид, па да го касне змија. Вели, денот Господов е мрак, а не светлина. Тој е мрак и во него нема виделина. Што јасно кажува за тоа дека секој човек кој што паѓа во грев ќе помине низ одредени искушенија, но во сите тие искушенија секој човек добива можност да се промени, можност да низ тие искушенија стане подобар човек, да се покае, да си ги каже своите мани, да ги признае грешките и гревовите пред Бога, и на тој начин Бог му дава можност да му се отвори нов пат. Можеби нема лесно да излезе од судбината во која што е, но околностите многу
полесно ќе се подобруваат во текот на животот. И на сите тие нешта не учи самата Библија колку е важно тоа прочистување. И затоа во Матеј во 20 глава стих 28 вели синот човечки не дојде да му служат, туку дојде да послужи и да го даде својот живот за откуп на мнозина. Тоа во превод значи дека тој Исус дал жртва за секој човек да може да се купи преку него, значи да се спаси и да се врати кон Бога, кон суштината, кон светлината. Што ни кажува дека Исус не бил Бог, не бил крал, не бил човек кој што ќе не искупи од нашите гревови. Јасно вели, тој дошол за да го даде својот живот за луѓето преку неговиот пример да се спасат. И целата суштина е тоа, а не да ја гледаме Библијата, односно Новиот Завет, односно Исус, како некој кој што едноставно ги откупил нашите гревови, бидејќи тоа е голема грешка која што многу од црквите, многу од манастирите и сите духовни собири, заедници ја проповедаат на погрешен начин, затоа што тука нема длабоко знаење во тоа. Некој човек ќе се рече се искупив од гревовите, а упорно му се случуваат негативни нешта или судбина која што нели му носи одредени предизвици и искушенија. Зашто велат земи го свој, тоест и Библијата го вели тоа, Исус го вели земи го својот крст. Така, земи го своето бреме. Бремето што е? Гревовите кои што сме ги правеле. Да ги земеме, значи сите оние гревови кои што сме ги правеле врз основа на нашата судбина, која што ни во моментов некој можеби има собраќајка, некој има болест, се соочува со секакви животни негативни состојби, искушенија, проблеми и не може да излезе. Навистина не може да излезе и тоа не асоцира да видиме дека впрочем тоа се тие гревови од кои што не можеме лесно да се ослободиме, но со правилното духовно живење, со патоказите кои што ни ги дава Исус и Библијата, ние можеме полека да се прочистуваме. Затоа вели дал жртва за секој човек преку него да се спаси. Затоа секој човек си има одредена своја судбина, свое бреме, но единствено може да се спаси доколку се врати на овој правилен начин на живење и затоа е важна Библијата и Исус. Но каде почнале грешките? После Исус доаѓа еден дел во Библијата, во Новиот Завет, апостолите, дела на апостолите и таму веќе почнува зачетокот на црквата. Односно почнале првите луѓе кои што биле воодушевени од нели она што Исус го остави, што воскресна, што распна. И некој има коментар во претходните видеа, па зар веруваш во тие бабски приказни дека Исус воскреснал и дека се родило девица? Јас да ви кажам. Ако може дете да се роди со Даунов синдром, во кој што има повеќе или помалку хромозоми од едниот родител, за едно дете да се роди нормално и здраво, треба да има еднакви, ми се чини 23 хромозоми од таткото и 23 хромозоми од мајката. Ако може Бог да создаде повеќе или помалку хромозоми кај едно дете и се роди, да речеме, со некој недостаток или болест или некое нарушување заради тие хромозоми, тогаш зашто не би можел да направи дете со помалку хромозоми, бидејќи за да се роди, за да се зачне едно дете, потребни се нели хромозоми од мајката и од таткото. Во овој случај Исус се родил со 23 хромозоми од мајката и еден хромозом кој што бил од самата Божја природа. Односно, Бог има, ако има моќ да создава нешто, зашто не би можел да создаде и еден хромозом кај една жена? И сега некој ќе каже, па добро, зашто денеска некој не го создаде? Зашто денеска не создаде, нели, Месија? Затоа што времето било така предодредено да биде тогаш да се случи, во тоа време во кое што нема да постојат истражувачи како денеска, за да биде се врз основа на доверба, се врз основа на вера, бидејќи верата е таа која што нас може да нас спаси. Ние, ако ја имаме верата и бараме до најситен детал докази за нештото, ние фактички немаме вера. Бараме
потврда за верата која што впрочем ни е слепа. Некој ќе се запраша која е целата поента на ова објаснување околу Исус. Сите овие детали ги дадов за да може да разберете дека правилното восприемање на Исусовиот пат и карактер ќе ве доближи до суштината и вистината која што Бог ја сака. Да не забегате во некои неправилни толкувања кои што ќе ве одведат само кон илузии, бидејќи тоа најчесто се случува. Кога ние го зимаме Исус како фигура која што има правилни вредности, правилно срце, правилна свесност и правилно постапува преку духот на Бога, преку мудроста која што Бог му ја дава, преку вистински правилно знаење кое што повторно Бог му го дава. Зашто вели знаењето не е од мене, знаењето е од Бога, затоа што Бог преку духот делува врз него, како што јас во моите видеа делувам преку Бога и го пренесувам знаењето кон луѓето за да се доближи вистината. Бидејќи преку восприемањето на правилен начин на Исусовиот живот и генерално Библијата, тогаш ние работиме на неколку начини, на неколку аспекти. На нашето срце, значи да се прочистиме внатрешно, на тоа да внимаваме што правиме во нашиот живот, што одбираме, каде работиме, со кого се дружиме, со кого имаме интимни односи и така натаму. По 3, градиме врска, значајна врска со Бога, бидејќи исто како што имаме љубовни односи, партнерски односи, фамилиарни односи, ние имаме на ист начин однос со Бога. Кога ние се враќаме со Библијата кон духовните вредности, кон целото на знаење кое што не допира до вистината, до духовноста, ние на тој начин имаме поголема свесност за духовното постоење, за духовната суштина, добиваме знаење, значи, ја живеам во материјален свет, ама постои духовен свет, постои зло, постојат темни енергии, постојат демони, затоа во многу примери има Исус каде што изгонува демони, за да ни дае до знаење дека постојат, за да ни дае до знаење како можеме ние да се спасиме од тие негативни демонски ентитети. И како последно, Библијата ни помага да не подпаднеме под лажните нешта кои што ни се пласираат од овој грешен свет. Од лажните потреби, желби, дека мора да се живее вака, дека мора да се има добра плата, дека мора да се носи скапо, дека мора да се облекуваме, значи ги неутрализира сите оние материјални наметнати потреби на современото време кои што се ван реалноста на правилното живење и не враќа кон суштината. Не враќа во некој догматски период, туку не враќа кон суштината за тоа зашто воопшто сме дојдени како луѓе. Бидејќи човекот од еден начин на живот отишол во крајно погрешен начин на живот, кој што му е нормален од овој. Значи, ако нормален живот е да живееме нематеријалност, кроткост, еднаквост, хармонија, дружба, солидарност, без некакви измислени работни места, правила, договори, осигурувања и секакви можни работи, современи позиции кои што се измислени, сето тоа не ни е потребно, потребен и едноставен живот. И сега, Библијата е таа која што нас не враќа кон суштината, затоа е важно секој од вас да ја чита буквално како, што велат, како азбука или како читанка, бидејќи ова е единствена книга која што ќе не задржува во суштината, бидејќи најважно е да проценуваме дали нашиот дух ги носи плодовите на духот на Бога. Ако мојот дух не е со Бога, односно ако живеам световно, ако живеам во вредностите на светот и светот е темен, поврзан со темната сила, тогаш Библијата е таа која што мене ќе ме врати кон духот на Бога и ќе ме преиспита дали сум јас воопшто во мојот живот со Бога или впрочем со злото. И тука ќе разбереме од каде доаѓаат нашите страдања, искушенија, предизвици, затоа што Бог сака да ни помогне преку Библијата да се оттргнеме од злото. Најглавната, како да кажеме, клаузула, правило, закон во Библијата е тргај се од злото и тај кон доброто.
Тргај се од темниот дух и тај кон светлиот дух. Но тоа не значи само со позитивна мисла. Тоа значи со изборите, значи со духот да живеам одвоено од темната сила. И за крај, како еден долг вовед за ово објаснување за тоа како да се применува Библијата, ќе го напоменам овој стих во Исаија во Стариот Завет, во глава 24, кој што кажува за земјата. Односно што ќе се случи. Инаку во Стариот Завет има многу пророци кои што го предвиделе Новиот Завет и случувањата во Новиот Завет. И затоа двете книги се многу веродостојни и важни. Зашто го зборувам ова, бидејќи светот каков што го сведочиме живее во многу големи страдања, болки, тешкоти, несреќи, гледате од сите страни само нешто, еве читам коментари, луѓе коментираат што се случи со овој народ, времево стана буквално неподносливо, луѓе се самоубиваат, се фрлаат, значи несреќи, кочани и така натаму, значи се случуваат нешта кои што никогаш во историјата, барем блиската историја, не се случувале од овој индивидуален момент. И по тоа ќе видиме дека па и самото време и самата енергија доволно да излеземе да видиме што се случува, затоа што луѓето се целосно одвоени од Бога, но затоа што живеат веќе долго време одвоени од Бога со темната сила, таа влада и носи несреќи, и затоа вели во Исаија во глава 24, земјата ќе опустоши до крај, целата ќе биде ограбена, тагува, нажалена е, опаднала, тажна е вселената, небото пропаѓа заедно со земјата, земјата е оскверната под жителите свој, зашто тие ги прекршија законите, го изменија уставот, го нарушија вечниот завет. Затоа проклетство ја јаде земјата, а жителите нејзини трпат казна. Ете, наједноставното што може да се пренесе како синоним за случувањата на светот е тоа што луѓето буквално се одвоија од Бога и паднаа во тежок грев заради тој материјализам, заради тие финанси, за таа една површна минлива енергија која што не му носи ништо добро на човекот во неговиот живот, и тој слепо влегол во тој круг и тешко му е да излезе, но може да излезе секогаш човекот има раскрсница каде што може да пресече и да каже: па ако не можам наеднаш, ама барем ќе почнам од некаде. Сметам дека ова беше многу битно да се објасни, како некој кој што планира да ја почне Библијата, да му се разјаснат некои нешта, да не ита слепо и да знае кај тера, биде и да не ги слуша многу црквите, туку да ја обработува Библијата многу индивидуално, независно и да ја проучува, бидејќи Библијата знае индивидуално да ја буди свеста кај сите, во вистинско време, на вистински начин. Бог знае каде што му е потребно на човекот за да го одведе и да го развива преку неа. Сега, кога сме кај Стариот Завет, ево таму ќе почнам, ќе бидам најкратка што можам во овие, бидејќи верувам дека видеото е веќе многу долго. Ќе објаснам во многу кратки црти, сватате меѓу зборови, но суштината, поентата е да не губите време и да не одите кон фанатизам и да не претерувате во сите детали, бидејќи не е тоа суштината. Библијата е многу метафорична книга, исполнета со мудрости, и треба да се пренесе, односно да се прими пораката позади содржините и преку животите на овие луѓе кои што се запишани во Стариот и во Новиот Завет. Поготово во Стариот Завет, на почетокот имаме петокнижие, односно делот каде што е создавањето на светот и Мојсей, значи од Авраам до Мојсей, па Исус Навин и така натаму. Тоа биле и пророци, и луѓе разновидни кои што оделе во служба за Бога и оставиле некаков белег. И мислам дека се сите важни, но во Библијата генерално морам да кажам дека има и многу досадни делови кои што се за прескокнување. Еве јас лично имам многу делови прескокнато, но сум се стремела, еве сега ова Стариот Завет кога го гледам, не можам се сетам многу, ама знам дека генерално некои делови со молив сум ги
подлекувала, други делови сум скокала, но сум се задржувала на најбитните ствари. Ако гледам дека нешто се одолговлекува, се зборува досадно е, едноставно не ти се чита, сум го скокнувала. Значи да не биде тоа сега по 5-10 страни, ама барем таа глава ја скокам. Или тој наслов. Од првата страна до Езекиел, значи после Еремија, иако има и тука многу интересни ликови, Амос, Јона, но генерално до Исаија, Еремија, Езекиел, тие се доста битни, како да кажеме, луѓе кои што треба да ги прочитате, значи до таму убаво е Библијата целосно да се прочита, со тоа што можете да направите исклучок во делот кај што е Мојсей, во тие првите 5 книги. Значи има дел каде што се прави фактички заветот кон Бога, се создава скинијата, каде што тие кога ќе ги изведе нели од египетската земја израелскиот народ, и они потоа создаваат многу правила, односно Бога создава правила за тие да може да останат верен народ. И тука има милион информации кои што може да се скокнат, каде што се мери таа скинија, па што се принесува како жртва, па што смее, што не смее, па за живот не зборуваат, што смее да се јаде, што не, и така натаму. Потоа доаѓаат повторени закони, се повторуваат истите закони, и генерално тука може да правите исклучоци, значи нема некои битни информации. Она што треба да го знаете е дека во Стариот Завет, поготово во Мојсеевите 5 книги, се зборува за правила и закони кои што биле за тогашниот израелски народ. Тоа го напоменувам за знаете дека не се многу наменети за нас. Но има мудрости кои што може да се восприемаат и да се земат во предвид, но да не мислите, например, за разлика од Новиот Завет кој што може практично да го применуваме сите денеска, во Стариот Завет нема потреба од тоа. Тоа треба да го имате како еден вид знаење за тоа што се случувало тогаш, и најбитно што треба да го земете е пораката која што стои преку животографијата, односно биографијата на луѓето кои што го следеле Бога во тоа време, односно Аврам, Исак, Мојсей, Јосиф и така натаму. Значи некои ликови кои што ставиле длабок белег и да видите како Бог функционира преку тие луѓе. Тоа е најбитниот момент. Мислам дека за Стариот Завет генерално тоа се тие информации кои што би ги дала да ги имате во предвид. И сега се одиме на тоа како да се чита Библијата. Библијата генерално не може да се даде некој упатство, почни од почеток па читај до крај. За некој кој што е почетник, препорачливо е кога ќе отвори Библијата да почне со Новиот Завет, со Матеј, Евангелие според Матеј, и да се чита секој ден по еден пасус, односно по еден наслов, и паралелно да си ги чита псалмите и изреките. За почеток сосема е доволно, затоа што најпрво треба да се прочистува и да се запознае духот со вредностите на Исус. Тоа е многу битен момент. Потоа кога ќе малку навлеземе веќе во Евангелието од Матеј, кога ќе се запознаеме со Исус, веќе ќе имаме некој одредено, да речеме, основно знаење кое што може да ни отвори порти да познаваме уште повеќе. И потоа, откако ќе се прочита Матеј, не мора да се читаат одново, значи сите Евангелија, оставете ги за понатаму, бидејќи ќе стане многу досадно, верувајте ми. Еве јас денеска, например, Јован го немам прочитано, се уште не сум стигнала, само некои делови можеби. По Евангелието убаво е да се почне со апостолите и сите посланија до крај, освен Откровението. Откровението не е важно, бидејќи таму има информации кои што се многу, како да кажеме, длабоки, метафорични и со скриена длабока духовна позадина која што еден човек ретко, ако не ја имаш добро проучена Библијата и духовноста, не би ги ниту разбрал тие нешта, немате потреба. Почнете со сите посланија до крај, полека едно по едно, некои се помали, некои се поголеми, и тие се многу практични нешта за секојдневниот живот, да се запознаете со сите важни
информации кои што ви се битни. Откако ќе ги поминете посланијата, значи зборуваме за период од можеби пола година тука, секојдневно читање, можеби помалку ќе ве фати, може да се вратиме на ново Евангелие, или можете паралелно Евангелието да си го читате од ново, или ново да си почнете. Евангелието секогаш треба да ви биде практично, да си го применувате секој месец барем, или барем она што ќе го подвлечете да се навраќате на него. Откако ќе го завршите Новиот Завет, тогаш може да почнете со Стариот Завет од ново, бидејќи веќе имате некоја основа. Основа која што ќе ви даде некој увид за тоа како стојат нештата и веќе ќе ви биде појасно што се случувало всушност со сите овие луѓе кои што биле во Стариот Завет. Стариот Завет ќе ви даде една поширока слика на нештата и веќе тука можете малку подлабоко да ги поврзувате. Значи да го поврзувате Новиот Завет со Стариот Завет и причинско-последичните настани. Изреките и псалмите можете секогаш во секое време да си читате по една, да си препишувате, да си подлекувате, бидејќи тоа се мудрости кои што практично се едни, да речеме, како позитивни афирмации, поддршка која што ни дава на нашиот духовен пат. Сега тука би спомнала во однос на оние, да речеме, прирачници кои што ви се потребни во целиот овој процес. За некој кој што сака да ја чита и едноставно да си помага, најболо би било да Библијата си ја подели. Еве сега ќе видите кај мене, јас имам доста многу стикери со кои што ги имам напишано сите засебни наслови на сите книги, за да можам, например, ако сакам да отворам некој стих, да не ја барам книгата каде, бидејќи има вртоглаво многу книги, нема да може да се снајде човек. Затоа си знам, тука ми е Михеј и одма го отварам. И ова е многу практично, бидејќи Библијата може да биде многу демотивирачка книга ако не ни е поделена, ќе се изгубиме целосно и ќе се откажеме на крај, а вака седи е некако испланирано, целосно, плански, подредено и нема да се загубиме во милиони информации или додека да најдеме нешто. Бидејќи, верувајте ми, многу често ќе сакате да се навраќате на се она што сте го подвлекле. А за како да подвлекуваме, ќе се задржиме на кратко. Значи, најбитно е да се земат стикери како сакате по ваша желба да се залепат. Јас ги имам, за да не ми се вадат, ги имам залепено, нели, оние обични стикерчиња и плюс салотеи ги имам ставено, за да не ми се одлепуваат. Јас сум доста креативна, гледате вака страните ги имам со салотеи поминато, имам различни салотеи ставено, да ми биде интересно додека ја читам, да ми биде забавно, тоа е индивидуална пожелба кој сака. И како што можете да видите на сите страни, имам подлекувано и со маркер и со... Еве сега дојдовме до еден поинаков поглед, мислам дека многу подобро ќе можам да ви објаснам на овој начин. Како што можеме да видиме, различно ги имам обележувано, во некои делови од Библијата имам користено многу тенки маркери, односно маркери налик што се вели како тенко пенкалца. И ова се некои пастелни боички кои што можам со нив да подлекувам содржини кои што се навистина битни, значи да не одам кон, например, жолтово што е обележано тука, па милион нешта да подлекувам, можеби целиот контекст е битен, па сум го подвлекла со маркер, но оние најбитни нешто сум ги подвлекла со овие тенки пенкалца за да ми дадат до знаење дека ова е тоа што е битно. Ова е многу битен момент за да можете, бидејќи утре, еве јас сега сум си многу благодарна на себе што ова го имам направено, затоа што не се губам во небитни содржини додека да најдам некој стих, а верувајте ми, многу често ќе се навраќате на овие битни работи или, например, кога Бог сака да ви прати некоја порака, која ќе отворите вие Библијата на некое место, ќе добиете потенцирано битна содржина која што, ќе ја прочитате баш таа и ќе видите дека, впрочем,
многу резонира со вашата ситуација, со вашата, можеби вашиот проблем, искушение и така натаму, и на тој начин Бог полесно ви помага. Затоа се битни овие аспекти на користење на Библијата, затоа што и побаво ќе ја чувствувате и повеќе ќе сакате да ја користите и ќе ви биде многу поинтересно. Друго нешто кое што би го напоменала тука, а е многу важно и што сметам дека ќе биде, да речеме, многу голема помош и практично да знаете, е да не користите ваков вид на маркери, флуоресцентни. Зашто? Можете да приметите дека листовите на Библијата се многу тенки и вие кога ќе подлечете со ваков вид на маркери, може да се преслика на следната страна, поготово ако е од оние портокалови флуоресцентни маркери, и да си направите само да ви биде напорна за очи за читање, поготово за одново. Затоа препорачувам маркери кои што се вака, да речеме, некоја неутрална пастелна бледо розева или бледо портокалова боја, која што, да речеме, која што кога ќе ја подвлечете, еве да речеме тука, гледате, не се чувствува некоја си голема разлика и е на некој начин лесна за следната страна. Гледате, ништо не се познава. Ете, тоа е нешто што сметам дека е битно и се разбира, може да се земете, бидејќи ќе подлекувате многу со молив. Јас си купив тенкоминец, кој што ми помогна многу, и преку тој тенкоминец фактички сите оние нешта кои што се битни, ама не толку битни за да бидат подлечени со маркери, сум ги подлекла со тенкоминец, затоа што ако земете молив на секои 5 минути, верувајте ми, ќе треба да го острите. Тоа пенкалце јас не би препорачала во Библијата, бидејќи пенкалото е доста силна боја, доста силно мастило и тоа може да пренесува дури и на следната страна. Значи, сите овие нешта кои што ви ги давам се достапни во... Дедовме до стикерите. Стикерите ви се потребни за рабовите, значи за овие рабови тука. Сега да видиме, мислам дека можете да видите отприлика како изгледа. Тоа е еден многу интересен начин на користење, бидејќи ќе ви ја направи Библијата за мерак да ја отварате, да ја читате. Овие нешта ги користам, ќе ви покажам за кратко. Некои делови, например, јас имам посебна тетрадка, посебен тефтер, во кој што некои делови си, например, ќе одберам една глава, наслов, или цела глава која што е битна, и ќе си ја образложам главата во посебен тефтер. Односно, имам тетрадка во која што, например, пишувам Матеј 4, ако може да се види, и тука имам објаснувано целата глава, но потенцирам ова е за некој кој што навистина сака длабоко да ја проучува Библијата, барем за некое време, бидејќи ако некој, например, сака да се бави со тоа, како што јас ја користам во моите видеа. Ова не е потребно за сите, нема потреба од вакви нешта. Доволно е да имате само еден тефтер до себе, еве сум земала еден тефтер во кој што си имам буквално запишувано стихови, да речеме, некои кои што ми биле навистина важни, интересни, кои што резонирале со мојата ситуација, со мојот живот или ми се од неопходна помош и така натаму, сум си ги препишувала. Еве да речеме во Мудрост Сирахова имам извадено некоја мудрост и си ја имам препишано. Имам псалми и така натаму и така натаму. Значи ова е сосема доволно за некој кој што сака да си ја применува Библијата и да си помага со неа низ секојдневијата. Додека пак истото можете да го правите, еве јас во некои делови тука фактички сум го обработила делот од таа некоја глава 3 на Матеј, сум го обработила со ливче и сум го залепила. И, например, кога и да се навратам нова глава, имам за некои делови кои што не се јасни, сум оставила објаснување. Еве на краток пример ќе ви дадам. Тука во делот пишува дека
тој што ќе се крсти со Светиот Дух и со оган. И сега некој ќе праша, па добро, зашто со оган да се крстиме? И сега тука има цела длабока позадина која што и за тоа време била многу важна. И јас сум ја, да речеме, онлайн дополнително истражила и објаснила. И вели, во духовна смисла, Светиот Дух дава живот, а оганот е тој што нас го гори стариот човек. Значи, оганот е тој што трансформира, што уништува нешто што е темно, што е негативно. Затоа оганот му се припишува на злото, затоа што е темнина. Значи, нешто, вика, ќе се крсти со Светиот Дух и со оган. Значи, Светиот Дух да влезе во чистотата, во она што ќе изгори. И сега гледате колку е во само една реченица колкави значења може да се најдат, кои што можеби еден човек сам не може да ги открие. Затоа, еве, јас тука би спомнала, некогаш користам и онлайн преводи, односно истражувам онлайн да видам различни мислења. Понекогаш дури ја користам и вештачката интелигенција да ми проникне, да ми продлабочи некоја мудрост или позадина во сето тоа, затоа што на некој начин ми помага побаво да ја спознавам позадината позади сите овие параболи, содржини, искази на Исус, без разлика дали е од Стар или Нов Завет, се едно. Значи, некаде каде што ќе запнам и ќе кажам, овде нешто не ми е јасно, на што мисли, отварам и истражувам. Така што бидете отворени, самите да ја проучувате, но бидете и отворени да си помагате и да си ги спознавате нештата на еден свој независен начин. На тој начин ви се ојачува и вашиот критички независен ум, значи не слепо да следиме сега некој друг или другиот има побитно мислење или повеќе ја разбира Библијата, ако е, не знам, отец или некој духовен авторитет, затоа што и ние можеме да ја обработиме Библијата со, да кажеме, со малку подлабоко истражување, но секогаш треба да имаме на ум дека најбитно е знаењето, најбитно е спознанието кое што ќе ни го даде Бог со текот на времето за целата таа содржина.